Сега е крајот на успешната жетва со лозијата во југозападна Франција, но расположението овде е далеку од славеничко. Повеќе од 1/3 од овој вид коњак се извезува во Кина. Лозарите овде стравуваат дека наскоро би можеле да бидат цел на одмазда на Пекинг, откако Европската унија гласаше за зголемување на увозните царини на кинеските електрични возила. Знаејќи дека во иднина потенцијално ќе не биде наметнат данок од околу 40%, тоа би значило крај на овој пазар. Франција беше меѓу земите членки на Европската унија кои најсилно притискаа за царина на кинеските електрични возила по едногодишната истрага на Европската унија, која заклучи дека Пекинг неправедно ја субвенционира индустријата. Производителите на коњак велат дека нивниот потенцијален извоз ќе стане жртва. Бидејќи Франција го води патот кон оваа политика, тие ќе настојуваат да таргетираат производи што се однесуваат исклучиво на Франција. Германија, најголемата економија во Европската унија, гласаше против царините. Германските производители на автомобили стравуваат од одмазда на Пекинг. Сегашната одлука може да доведе до нови трговски конфликти, до спирала на протекционизам. Кина веќе отвори истрага за увоз на европско свинско месо и млечни производи. Сепак и Брисел и Пекинг велат дека ги продолжуваат преговорите за да се најде компромис. На крајот, пазарот на Европската унија дава неголема можност за кинескиот извоз на електрични возила. Значи на Кина и треба Европската унија исто колку што ни треба нам Кина. И затоа мислам дека ќе има некакви попријателски акции. Европската унија тврди дека царините за електричните возила ќе ја заштитат европската автомобилска индустрија, која вработува 14 милиони луѓе. Блокот верува дека царините не ги прекршуваат правилата на Светската трговска организација. Царините се утврдени според компанијата и врз основа на индивидуалните нивоа на субвенционирање. И мислам дека тоа е она што ги прави тие царини сосема компатибилни од она што јас го разбирам, со правилата на Светската трговска организација. Соединетите американски држави во август 4 пати ги зголемија царините за увоз на кинески електрични возила на 100%, откако ги објавија во мај. Канада ја воведе истата стапка на почетокот на октомври заедно со увозните царини за некои метали. Кина поднесе тековна жалба против канадските мерки до Светската трговска организација.